Големо режисерско име на македонските па и српските простори. Човек, пријател и другар, како што беше и се уште е нарекуван режисерот Владо Цветановски. Замина прерано, но остави доволно за да биде запаметен и споменуван, па дури и после повеќе од 4 години по смртта. 50 на негови представи оставија трага на штиците што живот значат. Ја поставија смислата на театарот, смислата на актерството и тоа што всушност значи водство на режисерска палка, палката на единствениот Владо Цветановски. Дотаму да во негови раце отидат бројни награди, уште повеќе стоечки овации и наклон до земја, почит од своите соработници и пријатели. Да се вреже во срцето на сите оние кои го познаваа, но и оние кои не го познаваа. Да остави траен белег и да остане запаметен како едноставно Владо Цветановски. Освен своите незаборавни дела на Македонија и остави двајца синови, кои несомнено ги продолжуваат веќе поставените темели. Андреј режисер и уметнички директор на Театар Комедија. Дамјан туку-што дипломиран актер на Новосадскиот факултет за драмски уметности. Колкава е одговорноста да се биде син на тоа големо име и голем човек. Колку е бреме, а колку предност. Многу често се судруваме со... Јас барам се судрувам секогаш со тоа, како бремето што го носиш од тоа што татко ми го работел или така бил еден од позначајните режисери во Македонија и така натаму, но колку е тоа бреме, толку е и предност, бидејќи сепак со самото тоа сме го поминале, јас сум го поминал детството во театар и сите работи што сум ги гледал и така натаму сум ги научил уште пред да се запишам на факултет. Сум знаел многу за магијата на театарот. Претходно ми беше малце повеќе време пред да запишам факултет, па заради една од причините беше тоа што заминав во Нови Сад да студирам за некако сам да не можеше факултет да најде у Македонија кај што нема роднина што предава, па мораше да смени држава. Ја сменив и еве сега се врати. Амбициозни млади момци, жедни за живот со жар кон театарот. Колку претходно поставените темели имале улога во трасирањето на нивниот пат. Нешто што ми е прв поим за театар се представите на татко ми. Станале дел од мене и некако го наметнале условно патот на мојот живот, тоа е театар. Не дека пред да заминам на факултет имав некое техничко знаење или познавање како на занатот, туку некое чувство за што би требало театар да е. И како треба да е, не знам, единство и фамилија и братство некое. Тоа мислам дека беше генерално најпримарно, мислам најголемото чувство што го имав за што би требало да биде театар. Зошто Андреј режисер, а Дамјан глумец? Запојше работа Да, мора да се поделиме у бизнисот. Ако бевме двајцата режисери, ќе си ги земавме работите, вака може заедно да ги правиме. И затоа прво ја режисер, завршивме и после цак глумец и земај си го. Така да, има логика. Да, за сега добро. Добар планот. За сега е добро, да. Сега за сега е окей, да. А си соработувате ли вака и по дома најчесто? Од дома не си соработуваме као у театар. Не. Поарно се сложуваме у театар на проба за работа. Да. Што мислам века нема да биде така. Јас искрено, значи прва представа што работевме заедно беше Жени во подземјето. Да, и тоа беше пред година и пол да речеме. И сега ајде ќе работиме представа и за прв пат работиме нешто професионално заедно. И зезнато чувството како не си сигурен како ќе, пошто дома као окей сме, ама се расправаме често за разни работи. Нетли, да. Да, и нетли, а во театар немав мич проблем. Не знам, ја немав проблем, ти може да имаш. Да, може не се слагавме и најчесто викав добро Андреј, ти кој што ќе кажеш. И ќе направиме. А и добро, и после доби награда случајно, некако. За таа представа. Некако изгледа ти се погоди. Добро, ќе те слушам, добро. Многу вообичаена и нормална ситуација во релација брат-брат. Од тука заклучуваме дека одлуката да се слуша постариот секогаш резултира како валидна, а и начинот на кој се воспитани и растени ни го потврдува татковството на Владо Цветановски. Како резултат на почит кон повозрасниот, кој совет им оставил најголем белег и им помогнал низ животот. За мене една реченица е као една од речениците што сум ги запамтил, а тоа е режисерот е слуга на настанот. Тоа не го разбирав баш кога ми го збореше и кога почнав на факултет ми делуваше глупо,
Ама сватив дека е така, значи режисерот, кога викам слуга, значи режисерот ти истрпи се, значи со сеќе се сноси за да излезе представата, за да излезе настанот. За тебе? За мене, например, кога се спремав на за приемен за Србија тоа време, се сеќавам дека имав многу трема, бев многу уплашен и дорбев во Србија ми прати порака како мотивациона порака што да правам. Она имаше таму една реченица, секој пат кој ќе излезеш на сцена, како да излегуваш прв пат, секој пат кој ќе кажуваш многу, кога кажуваш прв пат. И тоа е многу така мислам, на сите му го кажуваат тоа кој ќе се запишат веќе на факултет, тоа е основна као лекција, секој пат као прв пат да си тука, не повторуве. Ама не знам, ми остана така. Прв пат од него ја чув и многу озбилно ја сватив тогаш кога така одма реков добро. Така, окей. Пробувате ли на некој начин или можеби сакате да го достигнете тоа, да го зачувате преку вас ликот и делото на Владо Цветановски? Еве, например, го основавме Народниот театар Слоиштица во нашето родно село Слоиштица, од каде што е татко ми. Тој имаше, одамна имаше таква идеја да се прави работилница на село, да се дојде и да се работи. Мислам, не знам дали беше важно да е на село, беше важно да се соберат луѓе и месец дена да работат на нешто, на некаков проект, да нема никакви дистракции, да е само театар. Оваа година ние во август, цел август месец, прошлава година, цел август месец живеевме во Слоиштица и спремивме представа. Да, и како резултат од целата таа театарска работилница на крај излезе и првата премиера Приказните на забравените предци. Снимивме документарен филм кој што зборува за представите на Владо Цветановски во Битолски театар. Спремаме книга, на разни начини пробуваме да го продолжиме споменот кој што е Владо Цветановски. Секако не дека тоа некако само и природно доаѓа многу од луѓето кои што работеле со него, кои што го знаат, но често го спомнуваат него, неговите анекдоти и така натаму. Така да некако тоа само и природно си доаѓа дека треба нешто да се прави со кое што ќе се потсетуваме на него, но и на неговата посветеност, најмногу на неговиот жар за театар и да се потсетуваме и ние што значи театар. Шемата на Владо Цветановски за режирање беше магична. Се случува овде и сега, од ништо да се направи нешто, како што и ни кажа Андреј Дамјан. Многу негови колеги и пријатели би се надоврзале кон тоа, па затоа цитирам: каков занес имаше за уметноста, за театарот, филмот. Со каква страст се предаваше кога твореше, колку несебично се даваше додека целиот не се раздаде, за уметноста, за луѓето. Уметник од таков формат ретко се раѓа. Владо Цветановски беше ум на етносот и повеќе од тоа. Поет по душа, со оригинална поетика во изразот, а богами и многу поетичен и морален од многумина од нас. Дел од статијата на Владо Јовановски, посветена на Цветановски. Ќе остане запаметен и единствен. Ни останува ликот и делото, и Андреј Дамјан да го проложат својот пат и да не потсетуваат што значи уметноста на театарот, преку се она што го научиле од својот татко. Ќе ги подкупам сите човечки сетила и патила, сите светлосни преѓи без јазол ќе ги врзам, сите денови и ноќи на својот почеток ќе ги вратам, ќе ти дадам се што е солено и молено, само да ме сакаш.